Запалениот автомобил на комшијата на Артан Груби сепак бил на Артан Груби. Ке собрали обвинителството храброст да поднесе кривична пријава против првиот вице-премиер. Контра зборовите на Груби дека аудито вредно речиси 100.000 евра било на неговиот сосед и пријател, неговиот сопартиец, министерот за надворешни работи Бујар Османи во реакција по инцидентот посочи дека станувало збор за возило на првиот заменик на Димитар Ковачевски. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираат дека ова е доволна причина обвинителството да отвори постапка против Груби за прикривање имот, потенцијално даношно затајување и злоупотреба на службената положба и овластување. Бујар Османи, Кришник Бектеши и други министри од владата потврдија дека запалениот автомобил е возило на Груби. Според евиденцијата која ја објавија медиумите, автомобилот е во посед на друго лице за кое Груби вели дека му е пријател. Кој е тој пријател на Груби кој купил Ауди А6 возило вредно 80.000 евра и наместо да го вози сам, го дал на Артан Груби да го вози и управува со него, како со свое возило. Од обвинителството пак велат дека ќе провереле на кој начин и кога е купен автомобилот, а доколку имало елементи на кривично дело ќе постапеле согласно законите. Издадена е наредба да се обезбеди документацијата за начинот и времето на стекнување, сопственоста и користењето на возилото. Надлежен орган да ја евидентира и да ја следи имотната состојба на избраните и именуваните лица, како и да врши проверка на податоците во изјавите за имотната состојба е Државната комисија за спречување на корупцијата. Од опозицијата бараат реакција и од антикорупцијска. Првата антикорупционерка Билјана Ивановска за Алфа вели дека ваквите случаи како овој со Груби би можеле да станат минато ако се прифати нивниот предлог за промени во законот за потекло на имотот. Во нив се предвидува сите граѓани да мораат да го пријават својот имот, но и да наведат од каде добиле пари за купување на истиот тој имот. Во ваков случај сега, не знам што да ви кажам, значи имотот не е на негово име, сите задоволни, овците на број, а фактички состојбата не е. Пријават од каде се средствата за стекнување на тој имот, што е многу важно. Во конкретниот случај, доколку комшијата, пример, ако важел таков закон, имало врска да пријави од кај му се средствата да купи аудито, ќе се замислил дали некој ауди од Артан Груби би го пријавил на своје име. Иако во јавноста се појавија и видеоматеријали каде се гледа Груби како управува со луксузниот и скап автомобил, сепак тој во неговиот анкетен лист го нема пријавено. Таму првиот вице-премиер пријавил дека има само Citroen Xara од 2001 година, вредна 1.000 евра.